Одлични намирници, господјо, ви благодарам многу. Одлични се намирниците. Само да чуеме што ќе направише Боби од оваа свинска коленица. Тука ја вода. До мене. Да, свинска коленица, имаме една преубава, имаме голема количина на мевце. Ви благодарам многу, господјо, за намирниците, одлични намирници сте ни донеле. Најпрво ќе почнеме со предјадење. Имаме шампиньони свежи, имаме и убави големи парчиња, каде што ќе ги извадиме убаво дршките и ќе ги наполниме внатре со ситно сецкано чедар кашкавол. Во еден длабок сад ќе ставиме чадено пилешко, ситно сецкано, ќе додадеме внатре рендан чедар кашкавол, ќе додадеме една лажица кисела павлака внатре, ќе додадеме малку мешана зачинеленка и ќе ги наполниме овие шампиньони кои што ги имаме внатрешноста. Одоздола во тавата ќе додадеме малку доматен сос, ќе сецкаме 2 лукчиња во доматниот сос и ќе ги ставиме во рена да ни се запечат. Тоа ќе ни биде како предјадење за денеска. За главно јадење, остатокот од шампиньоните кои што ги имаме, најпрво во тава ќе пропржиме прас, кромит, ќе направиме нешто налик на селско месо, брза кујна начин. Да. Прас, сецкан, малку кромитче ќе додадеме шампиньони внатре, на коцкици ќе го исечеме ова убаво парче свинска коленица, на коцкички убаво во една тава ќе ги ставиме убаво сето тоа, ќе го пропржиме, ќе додадеме внатре малку буковец, ќе додадеме малку сол, бибер, ќе додадеме едно чешне лукче за да го смени малку вкусот само и ќе поклопиме со капак, убаво ќе го издинстаме сето тоа. На крајот рендан чедар кашкавол само дозгоре ќе додадеме малку да ни се растопи и ќе имаме одлично главно јадење за денеска. Десерт. Колачиња. Овие се колачиња со кокос, убави колачиња, као кукис. И јаболка. Да, сега во моментот, како идеја, нешто да направиме што до сега не сме подготвиле, а тоа би било... Помош. Помош. Овака ќе направиме, господи. Пекна. Колачињата ќе ги измелеме, ќе додадеме малку од јаболкото, ќе ги излупиме јаболкава, ќе ги додадеме едно јаболко во блендер, ќе додадеме колачињата внатре, ќе направиме една убава цврста смеса, каде што ќе ја истапкаме во еден калап. Потоа ќе земеме, ќе изматиме јајца, ќе додадеме внатре малку брашно, ќе додадеме јаболко внатре и ќе ги додадеме одозгоре во самиот калап. Ќе ги ставиме во рена да ни се запечат и на крајот ќе пробаме да го извадиме калапот, да видиме како ќе испадне внатрешноста на колачот. Ќе имаме убав печен колач со јаболко. Да, навистина интересна идеја. Од почеток до крај се изгледа примамливо, но дали 20 минути ќе бидат доволни тимот на Пиперките се тоа да го завршат. Денес ги гледаме шеф Бобан и неговата асистентка Јагода. Јагода е подготвена на својата позиција како асистент на шеф Бобан. Сега ќе го запознаеме и асистентот на шеф Никола во тимот на доматите. Таму ни пристигнува господинот Павле. Павле, добро ни дојде. И ти си ни супер расположен, како што гледам. Одлично и да се поздравиш со екипите. Повеле ке Бобан, поздрави се. Павле, добро дојде во брза кујна. Повеле ке шеф Никола ве чекува. Да, имам стави си ја торбичката и може да се земеш локумче, да се заслудиш. Повели локумче, навистина е многу вкусно. И таа за секогаш. Да. Убаво ти си се засладиш за да можеш одлично да си работиш денес со шефот. Па ајде да видиме што испазали, Павле. Што вкусно ги готвиме денеска. Што имаме? Брокола. Ајде. Потоа имаме шпагети, перфето, одлично. Што е ова? Лимони? Цитрони? Цитрони. Да, цитрони. Имаме кајмак. Имаме чокоролери. И имаме baby ribs, или ребро со мала коска. Браво. Вакво сум нема. Чекам од се. Сега ќе слушнеме што ќе подготви шеф Никола. Значи, ова парче ребро е од крајот на реброто, има многу мала коска, тоа што нема коска, има такви тенки како раскавци тука. Има доста месо и убава маснутија во него. Барбекю ребра, кога ќе кажеме baby ribs, се мисли на ова парче месо, кое се готви така подолг временски период, се мачка со барбекю сос, па се пече на скара да карамелизира. Ние ќе направиме нешто слично на тоа, само на побрз начин нормално. Убаво ќе го засечеме тука поред коската и цело така парче ќе го испечеме. Убаво ќе го зачиниме и додека се пече тоа ќе направиме еден сос убав со соја сос, кетчап,
мед ќе ставиме внатре на комбинација од зачини, некој брз барбекю сос, каде што пред крајот убаво ќе го премачкаме и ќе го ставиме да се скарамелизира во редна. Ќе биде превкусно за главно јадење и ќе го гарнираме со малку брокула на путер, пропржена од страна. Тоа ќе биде чисто. Тестенините ќе ги направиме со еден сос од кајмак и брокула, но ќе го употребам стеблото од брокулата. Ситно ќе го сецкаме, ќе го пропржиме со малку младо кромиче, ќе направиме убав крема сос со кајмакот, ќе ставиме лукче внатре, ќе одговара, ќе биде одлично као предјадење. А другиот остаток од цветото од брокулата ќе направиме убав крем салата. Значи, мала ќе биде, но ќе покажеме еден убав начин. Имаме суво грозде сања низ пазарила, ќе ставиме внатре малку семчиња од тиква и сончоглед, ќе ставиме павлага, ќе ставиме мајонез, малку кајмак ако не остане, ќе направиме убава комбинација и ќе ја сервираме во корпите од цитронот. Цитронот ќе го исцедиме и ќе направиме еден убав мус од него. Мусот ќе го комбинираме со овие чокоролери и ќе направиме еден убав десерт. Тоа е тоа, но вие да не ги фрламе, да не заборавиме. Може ли? Може. Што може да видиме дали 20 минути и ќе им бидат доволни на тимот на доматите, составени од шеф Никола и неговиот денешен асистент Павле. Двата тима ги споделија своите идеи, така убаво им дојдоа како што и кажа, а сега да видиме како сето тоа ќе го сработат. 3, 2, 1, акција. Ајде. И ги ставиме во блендер. Интересна идеја за десерт денес шеф Боби ти дојде. Баш ми е драго што ќе видиме нешто поинако. Јагода, како сте ми вие? Добро. Кажете ми нешто за вас, ајде, да ве чуеме. Што така решивте да дојдете? Мајка на 2 сина, баба на 2 внучиња, Кристијан и Калин, си ги поздравувам многу. Ете, еден поздрав за Кристијан и за Калин, сигурно сум сега дека. Кристијан сам имаше роден ден пред 3 дена. Нека е жив и здрав. Многу убав ден роден водокрст. Така. Различно. Значи убаво си поминавте, колку Супер. години ви се внуците? 30 или трето и второ деление. 13 месеци, ова 15 месеци Разлика, да. Успевавме ли шеф Боби? Да, сам. Вака требаше малце покрупно некако. Така и требаше сам. Да, супер, одлично. Се грижите околу нив и сега чувате моментално. Чекайте, сестрата на Павле, вие Не зна, да. чија мајка е? На Кристијан? И Калин. Значи, и Кристијан и Калин ви се од сестрата на Да, сестрата На на Павле. Павле. Снајата. вашата сна. Добре, еве, јаболчињата се излупени, ќе треба да се блендираат чебове? Да, ќе ги изблендираме само да ги изчисти господињата. Колачињата се исто изблендирани, а еве го ова убаво ребро, кое што нема коска. Повеќе го засеков и одоздолу, ќе што ми се отвори, пошто очекував дека коска ќе има. Но коска нема. Супер, само му стави сега само сол. Убаво ќе го запечеме од двете страни. Потоа ќе иде во редното. Добро, Павле, ти ги завршува сите зададени задачи, како да е секој ден во кујна. Работиш ли, Павле, во кујна, дома си готвиш ли нешто? Понекогаш. Понекогаш, Чат пат. Чат пат. Кога ќе сгрешиш? Инаку, ајде да те запознаеме и тебе накратко. Да, јас сум Павле, од Орешани, поточно работам на ТАФ аеродром. Работиш на аеродром Да. и си задоволен моментално од работата, работиш Да. каде што е багажот. Да, во делот на багажот. Да. Багажот, се губи багаж Прво јас често тоа го се прашав губи. исто. Се губи често. Зашто тоа се губи? До кого е? Па до вработените. До вас? Ајде, Павле, кажи ми, како го губиш багажот, бе, Павле? Се, ја треба да тргнам не дека додам на море, стигнувам и го нема багажот. Кој е крив? Павле е крив. Да. Па да, Павле мене ми на мобилен може Ја би. ми се случи мене еднаш тоа. Стварно? Да, во Истанбул ми се случи да За колку ја време ти стигнам стигна? у Скопје, па стигнав за 2 дена. Како кажа Па стигна добро, за ама 2 дена може да е некаде заборавен на друго место. Ја стигнав у Скопје, чекам да багаж нема, багаж остари, останал багажот во Истанбул. Тоа е тоа. Среќаш имав едно мало куферче, па не беше некој проблем. Чекај, ти тука во Скопје кога дојде ти го немаше багажот? Да, багажот А па не така е немаше. добро, ама Значи, замисли во Истанбул да не те стигнал. Е, па са... Е, па Значи, тоа е обратно проблемот. јаде под Истанбул за некој Среќа си Скопје. имал ти, така, Павле? Да. Треба да оди на пазар во Истанбул. Место да купува зачини, тој чорапи да купува. Ете, гледаш, Боби што вика?
Ова ни е дел од брокулата за Ова ми е за тестенините. тестенините, стеблото, цветот. Ова мајсторе го сецка ситноти, дај ми ова, тука ќе стои на страна. Ова ситно нож. Пази да не ти ги загуби Не, копите. гледам тоа, гледам очи. Ајде. Како да знае, бе, како ти кажа, пази да не ми ги фрлиш. Ет. О, Боби, какво селско месо ти имаме. Фрлете го ѓубрето во канта. Боби, Кажи Сања. Кај кантата ли? Кантата е на средина. ја го да подготви све што треба. Убаво изблендирана јаболката, едно убаво пире. Ова може да се трне. Ова исто. Ајде. Бегај, Боби, капата. Какво калапче бараш? Ова. Не, баш ми интересира каква ќе биде оваа смеса за Шекер десертот. Сања, ако може малку. Шекер секако дека да. Ајде, господјо. Миксерот. Миксерот ви е тука. Дали го најдете? Не, господјо. Еве. Еве, поведете. Да ги изматиме убаво овие јајца со шекер. Еве шекерот. Опа. Да, измите малку таа перката. Бегам јас кај Никола. Го покривме убаво. А зашто само стеблото од брокулата? Затоа Ми треба цветот, гледаш, ќе направиме ова, малце потврдо, затоа ќе остави веднаш да се пропржи, а иначе ја многу го обожавам стеблото од броколи, го сакам така како свежо да го конзумирам. Ти го грицкаш? Да, многу е цврсто, но многу вкусно. вообичаено најчесто тоа го кога ќе го фрламе. сецкаш, ова е одлично, тука го ставам. Што реков, тука ќе ставам? Браво, Фаби. Јадеш ли брокулу? Па не баш. Не баш, ама сега Денес ќе ќе... јадеш од 3 јадења дури, не во едно. Не, среќа во десертот нема да ја има. Дали знаеш никогаш нешто да си подготвиш? Да. Кристијан и Калим, Нисам ги ничего. чуваш ли? Па да. Сега ќе чека да ги поздравиш, ајде. Павле, да ги да не речат поздравиме. Вујче, Внуците не поздрави. Кристијан и Калин и Сидора, Изабела и Владимир. Ете, еден Вие голем се од другата поздрав, тие се од другата сестра. Да ги поздравиме и. Се слушаат? Да, и сите вработени тав. Сите вработени во таа поздрав, ние малку се пошегувавме, некога се работи, се случува, тоа не се случува само на нашиот аеродром, се случува на секаде. Да, Соја сос. Значи имаш плюс 2 сестри. да. Мажени, Да, мажените едната е таму кај нас у село. Во Орешани? Да. А другата во Радишани. во Радишани. Да. Убаво ли е во Орешани? Да, да, убаво. Сега гледаш што стам, така? Да. Пратиш? Соја, кетчап, мед. Ова се пробај малку подзамешкај го, малку понежно. Малку медот. Медот ми кристализирал. Ке се пушти. Сакаш ваки ребра си јадел некогаш, Павле? На ваков начин со мед? На ваков начин со мед немаме правилно. Сега ќе пробаш денес и мислам дека ќе пробаш и дома да направиш сам. Само гледај како правиш шеф Никола. Значи соја сос, кетчап и видовме ставивме така малку повеќе мед. Ќе ставам и сенфнот едно таму копче. Можеш да продолжиш да си мешкаш овдека сега ти, Павле. Продолжи, мешкај во овој сос и така ќе го научиш како се прави, за да си подготвиш и дома. А јас да видам шеф Боби како ги полни. Значи ги извадивме рачките. Вадени рачките од дозвола до доматен сос со ситно сецкано лукче. Направив една смеса од кисела павлака, крем за готвење, реден чедар кашкавал, ситно сецкано чадено пилешко. Сето ова ќе го наполнам внатре во печурките и ќе имаме многу вкусни, сочни шампиньони полнети Сања. Ова е одлично предјадење за со винце, за со некој убаво ракијче, може и со некој коњаче да И се со убаво напиеме. друштво. И нормално да имаме и добро друштво. Сам не се мези. Не. Ова е готово. Тука ги мачиме јајцата со шеќер, да? Ќе успели да се испече овој колот. Сечето се познава. Да. Само тоа. Ќе видиме како ќе изгледа овој десерт. Се посветува денес шеф Боби на него. Ајде. Тоа не е за десертот сега? Ова ни е за десертот. Партија за печење, за да направиме еден убав круг, мораме убаво да ја секаме.
како да те разберам дека во калап ќе ја прави. Во калап сања, ама размислив и после не знам како ќе биде. Како да го извадиш? Како ќе се извади, да. Да. Ајде да го видиме редовно Цело до долу сега. ќе оставам. Залото изгора. Пробаме да промешаме. Ајде, промешај ти таму, па јас накратко до шеф Никола да видам тука како тече работата. Сосот е направен, ја правиме сега крем салатата. Да, тој таа е веќе готова. Уште малку диверче. Таа салата е готова, тргаме на страна, ти доле зимаш миксер и почнеш да го матиш кремот. Може, мајсторе? Ајде, еве го миксерот, тука се перките, можеш да си наместиш и да си започнеш со работа. Ово убаво се запекло дури. Уште малку и после кида во редно. Супер. Ајде, јас да видам Боби како сега го реди колачот. Значи, прво таа смеса од блендераните колачини, тука не додадовте ништо. Додадов јаболко. А јаболко. Да. Колачиња ово оди наодолу. Сега господјата ова е готово, пред крајот е. Интересна идеја. Тука ќе ни треба малку брашно. Брашно немаме. Никола. Брашно немаме. Јагода, вие дома цел живот домакинка, сигурно многу готвите. Да. А сега? Супер, ви благодарам многу. Ово. Сега сте си дома, посветена на внуците. Така. Да. Со нив. Вака, чекам. Оп. Господин. Добро, остави. Ето така, само стиснете. Ето Така да. Врче се донесам. Додадаш малку и брашно. Малку чинкарно брашно, јаболкото. Внимателно, нежно мешаме. Вака. Имаме убаво крема. Што ќе ја ставиме сега во самиот калап и оди на печење сања. Ќе имаме многу вкусно. Имаме поволку од 10 минути, ќе се испече. Доволно е сања, да. Ќе се испече, ова ќе биде тенко, нема да Загреана биде ни е многу. убаво рерната. Рерната е веќе загреана добро. Ова е тенко, од озгоре ќе додадам од колачињата како да имаме криспи вкус. Ова готово? Повелете, господјо, и тоа е готово, и ова е готово. Ја го Ова да оди на расчистува, печење. шеф Боби оди да стави колачот на печење. Целското место си се крчка, убаво покриено. Го ставивме сосот и ода сега. Ставив сосот, но не ме виде што направи, реброто го исеков на парче. Видов дека го сложи Да, го така. исеков на парчиња заради тоа што беше ризично дали ќе ми се испече внатре. Вака ќе биде посигурно. Сабајле, кога станав, рекоа магливо ќе било многу. Магливо е, не Многу гледаш? е магливо. Како од дома да се го ново лисиче? Слично само сање. Ајде. Добро иде работата? Да, одлично. Со шекер, ванилин шекер ставам. Иако е таа сладка павлака, зашто имаме тука сок од цитрон, кој што ќе биде доста кисел. Така ќе го стегне? Да, ова ќе остегне. Мешаме истори доколу се комплет. По страните. Така, браво. Браво. Неко претходно има возено багер, Павле. Ти си имаш мерак така багер да возиш некогаш? Како малко. Интересно е? Да? Долго време го работеше тоа? Да, и слободно време пак работа. Сега повторно се ги кажат како багериста. Значи, Интересна работа. полнета. Тоа посебно се полага. Така, која категорија е тоа? Нема категорија. Како нема категорија? Мислам дека тоа само обука се Обука, прави. да. обука. Нема подкатегорија, пошто возило кое што не иде по сообраќај, низ патиштата, затоа иде со пратња тоа Само секој. со обука. Иде само со обука. Женски возат ли багер? Не. Зашто? Багериска. Што Багери- работиш? Багериска. Да. Што се уди ми вака стварно? Тоа тебе ќе те прашаме, Никола. Ова е твое масло, ова е димот овдека. Не знам како изгледа на камера, но овде Многу убаво. навистина не гледам ништо. Очите ми солзат. Сања, што се случи? Не знам што се случи со задими во студиото. Јагода. Ја да ми стопа малото ношче поситно. Болесно ви е така? Да. Поситно. Ето. Гледате редовно брзо кој на Јагода? Да, секојдневно. Секојдневно. Дали сте направиле некој јадење од шеф Боби, од шеф Никола, еве вака, да ни Многу откриете? идеи кои што помагаат во нашето готвење. Значи идеи кои што можеме да ги примениме Да. во секојдневните јадења. Се учи. Така. Секогаш се учи.
Убаво како си мирис крчи. се сења. Да. Што додаде Боби сега да ни кажеш се? Праст пропрживме најпрви. Тоа видовме, Потоа да. додадов од свинската коленица на коцкички. Додадов внатре шампиньони, така цели парчиња ги додадов внатре. Додадов внатре исто така и мешан зачин еленка, додадов малку бивер, додадов буковец внатре, водичка додадов малку и оставив се до тоа да динста. Сега ќе оставам уште малку да издинста да испари целата вода, ќе додадам пак уште малку водичка, за да имаме убав сос на крајот, од како ќе се пропржи издинста празот. Исто така и шампиньоните, ќе имаме одлично главно јадење сења, многу ќе биде вкусно. Само пази да не си изгубиш овде во маглава. Да. Многу ни е убаво и мирисно. Многу не ни е убаво. Така Не, убаво преубаво мирис е. од домаќинско. Така, како во вистинска домакинска куќа. Така. Да. Сега се знае. чиниите каде ни се, да видиме. Шеф Никола како е? Не можам да се снајдам, се загина по маглава. Ама нема на аеродром кога има магла не летаат авиони. Па ништо, тоа е сега. Затоа во меѓувреме кога не летаат авиони, Павле си подготвува десерт. Ја биде ли работат? Сега внуците ќе речат Вујче Да направиш десерт. да направиш десерт, не туку се прави дека не знаеш. Да. И спремаш ли некогаш нешто така? Искрен биди сега. Кажи да или не. Не. Па скара повеќе. Скара повеќе, толку. Да. Но ги играш. Ги дружиш, сигурно сум многу. Ова се ќе го наполниме убаво. Рековме ќе ја сервираме салатата во корпите Да, од... сега тоа сакам да го направам, но прво да ја завршам тестенината, кајмакот знаеш не се растопува така лесно. А зашто вака добија златна боја? Додаде? Добија жолта боја, додав карина. Брокулата ми е сварена со зачини и путар, таа ќе ми иде гарнир за реброто и ова е готово, малце само да го дотерам. И супер сме, да сервираме полека. Да И тука сервираме сме со полека. време. Добро е додека го гледам часовникот. Сега додадов водичка. Ова по краевите на тавата што има прашчето залепено малку, ме разбираш, кромичето што го додадов, сето ќе се одлепи и се останува во самиот сок. Имаме еден прекрасен сос, види го. Одлично. Да. Супер. Јагода. Еве ни лук. Само да го пробам. Вие живеете во Радишани? Да, Да, и како ви е таму? супер. Чист Дворче има, воздух, чист да, воздух. и тоа многу убав двор. Вие се Заедно грижите? Со сната. Со сната? Со сната, украсуваме. Ништо не треба. Купуваме Тоа е тоа. градинарски украси. Такви работи. Сната си, си има мерак да Доволно. и биде убаво. Сања, доволно. Разцветано. Ова е доволно. Браво. Што повеќе, полошо. Ќе се стегне повеќе месо. Ау, да. А вака сега ни е Од сочно. буковчето ни е пикантно малку. Да, Леле. одлично, многу убаво изгледа, многу убаво мириса. Значи снаата помага околу дворот, се договарате заедно за готвење за се? За се. Браво, секоја Све чест. сме заедно. Никој пат не сме. Малку Макдоналдс. Најважно е Сами. кога има согласност. Ете, убаво изчистено. Зашто? Еве. Лукче. Сега, доволно, господи, леле, вие... Ке има и за следната емисија. Ако- Да. Ајде да го зирнеме колаче да видиме како тој се пече. Одлично изгледаат печурчињата и колачот убаво изгледа. Времето да го погледнеме, имаме уште 3 минути до крај. Десертот е готов. Сервирана е и салатата. Браво, Павле. Салата ја сервиравме, десертот Господја Павле. Јагода задоволна многу од твојата Среди. сестра. Да. Значи си живеете убаво, ете, па се договоривте вие двајца да дојдете. Да. Да? Јас се пријавив и ме одбрав. Ви одбра, одлично, супер. Павле, а прифати Јагода веднаш. Да. Супер. Ајде. Да ги залепиме. Задоволство е наше што сте тука, да ве запознаеме и вие да видите како се готви во брза кујна и колку се вкусни јадењата. Нека стојат тука, ќе ги може да ги ставиме тука вака на страна, ќе се најдат. Ете, одлично шеф Боби. Времето Тука оставете ги, господи. си тече, ти Времето чекаш си сега, тече, јас- само да заврши се Па она што да, е во ред. веќе сме готови пред крајот, Браво. уште колачот ми треба уште 2-3 минути да ми се испече, меѓутоа Браво. имаме само 2 минути и Да, некоја да, секунда. секако дека сега веќе треба да ги поканиме и асистентите да ги напуштат шефовите, затоа што до крај ни преостанаа 2 минути да се постави се на трапезата. Вино, прибори, салфетки. Павле во тимот на доматите, Јагода во тимот на пиперките. Едно по едно се да се постави Прибор салфети, господјо. и Се да да поставиме. видиме дали ќе биде се ова вака вкусно, магловито подготвено, задимено во кујната. Но се тоа вреди кога на крај ќе се пробаат убави вкусови.
Ајде. Приборот така, одлично. Уште малку. Уште малку ни остана до крајот. Ќе почекаме убаво да се запече колачот. Ставите чиниите, готовите. Олега само внимателно. Како изгледа се вкусно и убаво сервирано. Секоја чест за нашите тимови. Ја распаливме денес убаво скарата, шеф Никола, чекаме Внимателно се. Само ги ребрата ставате да на излезат и да ги масата, сервираш. И тестерините вода. Последната минута истекува. Идат сања, идат. Идат. Еве. За мерак. Навистина е за мерак. Сето ова што излегува од двете кујни. Очекуваме до самиот крај се да биде сервирано, подготвено и да биде вкусно. Шеф Боби колачот кој што денеска го подготви на еден интересен начин, сега ќе го сервира во чинијата, а до крај колку имаме? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Готово. Драги мои, подготвено е се точно на време. Вреди да направиме една кратка пауза, малку да се излуфтираме од маглата и потоа се гледаме покрај трпезата и пробуваме од се што е денес подготвено. И еве сме покрај трпезата. Конечно се крена маглата, се разведри во студиото, а ние насмеани и расположени си пречекуваме сега се она поред што треба да се проба. И во доматите, и во пиперките. Павле, како се снајде вака низ нашата кујна во овие 20 минути исполнати со магла? Малце многу брзо, да. Малце многу брзо? Да. Малце многу брзо. Јагода, кај вас како беше? Кај мене си идеше се најнормално, вообичаено, значи толку брзо, перфектно и толку јадење превкусно. Мислам дека. Сега сте задоволни ли со резултатот? се надевам Да? да се вкусно. Ајде ќе ја дадеме предност на јагода, нашата Така е. прекрасна јагодка денес за прво. Најпрво ќе почнеме со нашето предјадење, тоа се едни преубави сочни, убаво наполнети со полнети шампињони печени. Најпрво додавме во една тава доматен сос, ситно сецкано лукче, потоа шампињоните ги извадивме дршките од натрешноста, ги наредивме во таа тава, а ги наполнивме со смеса направена од кисела павлака, малку крем за готвење, ситно сецкано чадено пилешко, рендан чедар кашкал, сето тоа убаво го измешавме и ги наполнивме во натрешноста. Потоа отидов во ред, убаво да ни се искрчкаат, се испекува од озгора, фатија убава коричка, имаме одлично предјадење. Да. Еве вака, јас ќе земам една од печурките. Господи, ќе внимавате. Најомиленото, печурките. Ќе внимавате поради тоа што е многу жешко. Ќе си дувнете прво, потоа ќе си дегустирате. Повелете, уживајте, дегустирате. И благодарам. Внимавајте, жешко е. Перфектно. Значи се осеќа вкусот на чаденото, на Лукчето, лукчето. така, доматниот сос. Доматниот сос, печурките, тоа е Убаво фантазија. кремовски. На здравје, нека ви господја. Навистина. Тоа беше Убаво нашето предлог мезе. Да, благодарам за шеф Боби и за јагода. Сега одиме во тимот на доматите, каде што имаме две предјадења подготвени од шеф Никола и од Павле, па да почнеме од каде? Па ќе идеме од ладното предјадење. Најпрво крем салатата која што ја направивме, имавме убава свежа брокула. Цветот од брокулата ситно го исецка Павле, го ставивме во еден длабок сад, додававме внатре кајмак кој што го имавме, додававме малку павлака и мајонез. Потоа ставивме сок од цитрон натре, додававме малку сол, бибер и орегано. Вкусот го збогативме со суво грозје и печени семки од сончоглед. Сето убаво го измешавме и го сервиравме во калапчињата од цитронот кој што го ни остана. Сега Павле идеме на дегустација. Да име што сме направиле? Павле, и некој не беше љубител на брокула, сега ме интересира што ќе каже. Помалце, кажи уште еднаш. Кажи. Брокула Павле дека не беше љубител, ја затоа во три јадења Повеќе ставим стави. брокула. Повели мајсторе. Фала. Не јадел брокула. Сега ќе го видиме. Премногу вкусно. Вкусно? Да. Сега пак јадеш брокула. Ајде уште малку Имавме брокула. перфето шпагети, направивме топло предјадење и ги ставивме шпагети да се варат. Стеблото од брокулата, цврстиот дел. Ситно го исецкавме и го ставивме се пржи во тава со
младо кромиче и лук внатре. Откако убаво омекна стеблото од брокола, додавме кајмак внатре, додавме малку бело вино, крем за готвење и кари како зачини, затоа така се жолти. Малце еленка зачини, малку орегано и завршена работа. Таму имаш цвет, овдека имаш стебло од брокола. Ама пак брокола. Брокола, да. Ама на вкус знаеш дека е многу поразлично. Не се осеќа дека е брокол. А зашо? Па ја сакам да се осеќа дека е брокола. Па Ја не повеќе знам стави зашто. му. Ти малку го ставаш. Толку одбивност имаат луѓето право. Повели мајсторе, на здраве нека ти. Фала ви. Треба да се погоди. Да се знае како да се подготви, веројатно, затоа. Чисто 10. Добро. И за брокола 10 ќе даде. Не ти се веру... Не, ми да се- те прашал некој вчера, дали за брокола ќе дадеш 10, како ќе рекам, Каква брокола, бе, какви беги кради. таму. Денес Нема ќе јадеш. шанси. Ете, сјадеш. имало шанси, затоа никогаш не били никогаш. А ние сега одиме понатаму селското месо на начин на брза кујна, подготвено од шеф Бобан. Да, направивме едно превкусно селско месо од коленицата која што имавме. Најпрво во тава со масло за јадење кристал додадовме така на покрупно сецкано прас, потоа додадовме внатре коленицата која што имавме свинска на куцкички сецкана, додадовме шампињони внатре и се до тоа го ставивме убаво да ни се пропржува. Откако испушти печурката и мефцето течноста, додадовме внатре мешано зачин еленка, буковец, сол, бибер, 2 чешниња лук ситно сецкани и оставивме се до тоа со малку водичка да ни динста. Откако се издинста се до тоа и испари водата, убаво додадовме уште малку водичка, додадовме уште малку буковец и оставивме убаво да ни се направи едно убаво сосче. Во меѓувреме ги сервиравме во една чинија, од озгора додававме малку рендан чедар кашкавал, додававме макдоно ситно сецкан и 2 чешниња лук онака свежи од озгора ситно сецкани за уште поинтензивен вкус да имаме. Убаво изгледа на вистина и убаво мирисаше додека се подготвуваше. Така ќе промешам со лукчето. Ево вака мефцето, шампињоните, сосот. Господи, внимавајте, и ова е шешко. Дувнете си пред дегустација и уживајте. Уживајте во сите овие вкусови. Се надам дека вкусот сме го погодили, јас го Пробај, пробав. Боби, за секој случај. Да. И така веќе го прекршиш Не, заветот па на даден. диета сум јас месо јадам само протеини. Прекрасно. Многу вкусно. Ете. Погодено на се 10 плюс, да, таков вкус тоа и за толку кратко време. За толку кратко време, месо, господја. да. 18 минути. Порано завршивме, точно. Ви благодарам. На здравје, нека ви. Ви благодарам многу, Тим Пиперки. А сега да видиме која беше главната причина што во студиото не можевме еден со друг да се видиме. Повели шеф Никола, изјасни се. Што беше? Маснотијата од реброто се направи своето. Имавме едно baby ribs, значи долниот дел од реброто. Ја решив да го ставам цело парче и затоа го поклучив на многу појак оган. Самата маснотија која што се топеше и тавата направи чат. Видов дека нешто грешам, затоа решив да го исчам на парчиња. Го ставивме во тава, му ставивме малку сол и на страна направивме еден убав сладок сос од... Ајде сега што ставивме да видам? Соја сос, Добро. кетчап, мед, буковец, орегано Да. и после и си сем отидов. ставив, да. Ја ти кога отидев додав и сем внатре, се тоа убаво го измешавме, го поливме врз самите ребра и го пикнавме варедно таму, за да малце ние се излуфтираме. На страна го гарниравме, го гарниравме со брокола сварена и пропржена со малку путер. Вкусни ли се сега за јадење? Леле, зашто кажа дека не сакаш Прво брокола? брокола се Павле? јаде, така е редот на ова јадење. Лапај, не, лапај, не. лапај. Сега што да ти правам, Павле? Друг пат ќути си. Осте има кој тука да јаде. А од кај се овие ребра? Поима нем треба да го прашам Павле од кај ги купил. Многу Там субави. прво јадеш салата од брокола, после јадеш Ти стварно го зафркаваш човек. ребро со брокола. Поведи мајстор. Да видиш оваа комбинација што. Ќе одиш некаде ти, ќе леташ негде од аеродром. Ќе си одиш, Па како? ќе си купуваш чорапи на пазар негдека, без куфер ќе одиш. Дај му уште малку брокола. Буби вако сака. Ау, Од Боби. Загоренко малку. Дека он на протеини е, знам дека обожава протеини. А, мајсторе, како е? Премногу вкусно. Чакај се, ќе ти дадам уште, а не се секире.
Павле, ти с очите шестбанки отварај ги на аеродром, кој ќе го видиш дека лета некаде, куферот да му го снимиш. Не, сам вижу со рачен идам. Премногу вкусно 10-ка. Десетка? Браво. Браво, Ти благодарам. мајсторе. Одлично. Многу вкусно. Благодарам. Ај гаже ка вредеше тоа што се удимивме. Мене не ми вредеше воопшто. Апсолутно не ми вредеше. А сега да видиме вредеше ли колачот што го чекавме така убаво го правевме. Да. Специјален некој рецепт на шеф Да, Боби. ова е специјален рецепт на колач. Ова е убава колач со Комбинација. со јаболко и колачиња кои што ги имавме од кокос. Најпрво колачињата од кокос ги сомелевме во блендер, ги трнавме на страна, јаболкото го споѓата, многу беше сладко и доволно сочно да јаболкото го споѓата го излупи, го ставивме исто така во блендер со малку ванилин шеќер, направивме неубави комбинации, каде што дел од колачињата и од јаболкото направивме една убава комбинација, на крајот ја истапкавме во тава со хартија обложена. Одозгора го споѓате измати 3 јајца со 3 лажици шеќер, убаво пенести ги направи, додававме внатре малку пчинкарно брашно, додававме рендано јаболко, потоа го истуривме и тоа одозгора во калапот и на крајот додававме од колачињата. Отиде во рена да ни се пече. Што сме направиле сега, не знам. Требало да биде вкусно, сочно. Една убава, па и пита може да се каже со јаболко. Видите, господја? Да. Долниот дел колку е сочен од колачињата. Ова со кафенце, со чајче. Мислам дека е одличен вкус. Нема стаса во текот на денот. Да, може колку големо кафење ова пие, парче. да? Многу кафење пиете? Да, со ста. Повелете, господјо. Дегустирайте, уживајте. Јас ќе пробам малку, ми интересира каков е вкусот само. Нема многу шеќер со неа тука. Убаво? Сериозно е убаво. Значи нема што да кажем. Само да го пробам. Ќе го пробам. Нешто неверојатно. Да. Лудница. Навистина е. Значи само 2 јаболки и тие колачиња што ги имавте, Секоја 3 чест. јајца и ете ти еден убав десерт. Премногу, сериозно. премногу. Браво. Ете супер идеја за домакинките кои што си сакаат да си уживаат во вкусно, сладко колаче, печено и кафенце. А сега, некои што ќе сакаат, ете можеби нешто по така кремасто, имаме еден убав мус од она што го има во мус од тимот цитрон. нам. Така е, цитронот малце кисел знаеме, има малце и горчина, затоа решив овој мус да го збогатам со малку шеќер, ванилин шеќер и мед. Ставивме внатре, седо тоа измешано со сладка павлака и сок од цитрон. Направивме еден убав кремаст мус, каде што го ставивме во средина, а од околу го затворивме со чокоролерите. Малку течна чоколада и завршена работа. Мајсторе, ти го направива. Да. Полно е ова, да види дека не лажеме, види? Полно се. Ево вака малце. Сега внуците кога ќе му дадат на гости. Не сум пробал да направам со брокула десерт, но ќе работам на таа тема, да направам брокула од пред јадење до десерт. Повери мајстор, нема брокула, тука слободно уживај. Нема брокула? Нема. Се извади некако. Со десертот го купуваш сега на крај. Како е? Фантастично. Малите ќе јадат вако? Супер. Ќе направиш? Да, обавезно. Браво, мајстор. Ете, тимот на доматите исто така завршија со се што имаа подготвено од почеток до крај. Сега ќе се префрлиме од другата страна, кај колегите во режијата и ќе прашаме кој тим денес е поуспешен. Дали тимот на пиперките, шеф Бобан и неговата асистентка Јагода? Или пак поуспешни се тимот на доматите, шеф Никола и Павле? И ваучерот од Меркур во вредност од 3000 денари, колегите зад камерите велат дека едногласно денес го даваат на тимот на доматите. Веројатно ќе летаат некаде. Сакаат куперот да им стигне на време. Ти благодариме многу. Видеше брокула, видели? Ти викам јаде, ти не. Гледаш, дека Браво, Павле. Здрава за организмот, здрава е за победа. И Гледаш, награди ете носи. како. Награди. Освен Меркур, тука е и манастирски локум за тебе, направен по традиционален рецепт од Берово, повели мајсторе. Перфето, одлично тесленина, денеска прва шпагети, има голем избор, број 1 на пазарот на вистина, фантастични се. Фала ви. Повели?
Кристал маслото за еден Еленка, зачинат уште многу други производи од кристал кои што секојдневно ги користиме ние во нашата кујна. Фала ви. Фала ти на тебе, продолжи Брокула да едеш. Ајде одиме понатаму, благодарности за тимот на ќе кажав на јагодите, гледајќи јагода, на пеперките. Јагода ви благодарам многу што денес ни бевте заедно со Павле. Мене ми беше Уживајте и мило. понатаму и се гледаме во некоја следна убава прилика. Ви благодарам. Подароци од нашите пријатели, манастирски локум, направен по традиционален рецепт од бюро. Повелете, господја. Благодарам. Перфето, одличните стенини, број 1 се на пазарот, повелете. Благодарам. Кристал, добро познатото масло за јадење, зачинот Еленка и уште многу други производи, повелете. Ви благодарам многу. Благодарам што и бевте премногу мој асистент, господи. Исто и мене. Драги мои, ете, тука завршуваме со денешното дружење во Брза кујна. Беше интересно, вредеше што останавте со нас до самиот крај, а сега сите во кујна и да се сготви нешто вкусно. А од нас, довидување.